Започна вториот циклус од огласот за самовработување, па што се опфатано во истиот? Денови имаме зголемена работна активност, тоа е резултат на ново објавените огласи од мерките од оперативниот план на владата на Република Македонија. Ќе споменам, објавен е и огласот за самовработување втор циклус. Огласот трае до 31.7. Се надовршува на првиот оглас, значи важат оние исти услови што се за и секоја година. Лицето кој е апликант мора да биде активен барател на пазарот на трудот, значи редовно пријавување, статус 200. Какви типови на бизниси ќе бидат опфатени во програмата и кои се условите за одобрување на финансиски средства? Условите за добивање на грантот се лицето да има одржлива бизнис идеја, лесно изводлив бизнис план, реален бизнис план. Доаѓаат лицата на петодневна обука тука во центарот, со нив работат стручни екипи. Бизнис планот оди на оценување во Скопје и тоа се прави евалуација. Како и минатата 2015 година и оваа година не се опфатени бизнисите со одземјоделска дејност. Потоа трговија и дистрибуција, производство и дистрибуција на оружје, финансиски и осигурителни бизниси, бизнис од областа на транспорт, такси превоз и активности површени со недвижности. Сите други активности, занаечиски, преработувачки, трговски, се опфатени. Кои се бенефитите на еден ваков проект на владата за младите и невработени лица? Бенефитите на лицата се тоа што добиваат неповратни средства, значи средствата ги добиваат во опрема, за опочнување за секој бизнис потребни се средства. Владата ги субвенционира невработените лица со 185.000 денари неповратни средства, со можност за вработување уште едно лице во бизнисот уште 92.000 денари. Опфат на младите лица е некаде 30%. Ке нагласам дека во општина Куманово постои интерес за оваа мерка, значи доста атрактивна. Од првиот циклус сега од мај месец почнуваме со обуките. Имаме некаде околу 102 апликанти кои ќе земат учество во обуките. Сите што ќе имаат одржлива бизнис идеја, изводлив бизнис план, ќе го добијат грантот. Во вториот оглас исто така очекуваме поголемо учество на невработените лица, зголемена е заинтересираноста. Од понеделник почнуваат апликациите, така да има добри резултати во оваа мерка. За какви бизниси кумановци најмногу аплицираа во изминатиот период? Со оглед дека знаеме Куманово е чевларски град, град на дрвната индустрија, град на металната индустрија, луѓето се пронаоѓаат во овие три сфери највеќе. Ке напоменам чевларството. Зема уште поголем замах во општина Куманово, се отвараат чевларски работилници. Ке нагласам дека ние од самовработување имаме чевларски фабрики што почнале од едно вработување, сега имаат по 40-50 вработени лица. Тука се малите работилници за изработка на предмети од метал, од дрвната индустрија. Ќе напоменам тука уште и задните ординации, адвокатските канцеларии, сметководствените бироа. На сајтот на Агенцијата за вработување вчера стоеше дека има 7932 слободни работни места. Колку од нив се во општина Куманово? За жал во општина Куманово многу малку, 79. Со оглед на бројот на невработените лица, бројката е многу мала. Тоа е резултат што Куманово
немају страна инвестиција. Ние работиме со микро и малите предпријатија, највеќе со учество на мерките. Проектот Македонија вработува, даде солидни резултати, трае до 14, значи уште неколку дена, затоа апелирам до работодавачите кои имаат интерес за вработување да поминат. Во општина Куманово има 19.672 невработени лица, од кои 10.654 се активни баратели и 9.018 лица се пасивни баратели на пазарот на трудот. Какви работни позиции се најдостапни и кои образовни профили најмногу се бараат на пазарот на трудот? Најбарани се профилите со средно образование. Тоа се забарувачи, молери, сега летниот период угостителски работници, готвачи, помошници, кувари, шанкери, конобари. За крај, што ќе им порачате на сите оние кои што сакаат да започнат свој собствен бизнес? Поготово апел до младите луѓе да сепак тие се покреативни, понапредни, да изберат насока каде може да се најдат себе си. Со учество во активната мерка самовработување ќе имаат бенефит од државата, значи државата инвестира дел од средства за успешен бизнес.